во вакви кризи и вакви трагедии се излегува на површината. Се е видливо, сите нелогичности, несовршености, дисфункционалност. Да, како велиме корупцијата убива. Токму и на тоа мислите, предпоставувам. Мислам на се, да. што не е соодветно за заштита на заедницата. Да. Значи коруптивниот дел е многу значаен, меѓутоа и се друго. И сега, за да вие на таква заедница помогнете, вие морате да придете со истиот јазик на отвореност, на транспарентност, веќе не функционира оној јазик што сте го користеле претходно. Да. А зашто е тоа така? Затоа што луѓето се доведени во ситуација да веќе од ништо не се плашат. Значи губитоците се толку големи да не се плашат за своите животи, не се плашат за своите позиции. Тоа го гледаме ние протестите на маршевите. Да. Значи нема што да изгубат. Единствено што се плашате од заборавот. И сега ние тука помагаме дека тој заборав нема да се случи, односно помагаме да ги увериме дека борбата против дали системот, дали луѓето што не ги разбираат, не им даваат шанса да ги слушнат и така натаму. Ние гледаме да бидеме на нивна страна за да тие почувствуваат дека се на безбедно тло,